Добар ден. Добра вечер. Што имаме заедничко со мајмуните? Е прашање кое што предизвика најмногу полемики на денешната работна средба на премиерите и председателите во земјите членки на НАТО во Брисел. Своје излагање имаше и премиерот на Грција Караманлис, кој истакна дека Дарвин никогаш не рекол дека постоеле мајмуни од кои што ние потекнуваме, туку дека од некој друг наш заеднички предок. На прашањето на францускиот председател Саркози, на кој заеднички предок мисли, Караманлис за момент поцрвенел како кинеско знаме и му рекол: "Јас би каза, ама малку незгодно американци тука седи, не може меса. Може каже сепне одговор на овце." Штама се случило, драги гледачи, штама. Мувите само се слушале. Што му кажал на Саркози? Никој не знае. Но се знае дека Саркози шокантно се плеснал по челото и рекол: "Значи на почетокот биле само македонци." На тој извик се надоврзал Џорџ Буш, кој срипал од местото и му се внесол на Караманлис во рице и му рекол: "Знаев! Знаев, your motherfucker, знаев!" Се извинувам. Потоа видно развеселен ја напуштил средбата и отишол кај македонската владина делегација на чело со премиерот Груевски, кој што го чекале доле на портирница. Од неразбирливи причини ги изгушкал и со солзи во очите на чист македонски јазик им рекол: "Браќа мои, еднаш ви изгубив и денес пак ве најдов." Колку трогателно. Се извинувам. Интересно е да се напомене дека, за вистинско чудо, никој од македонските политичари присутни во тој момент не ги сватил овие зборови на американскиот председател. Затоа преговорите со грците околу спорот кај нивите кај мрзенци по неколкудневен прекин се одновени на голема радост од грчката страна. О, господине Волен Дојчин, зошто викате како Тарзан? Зајаче. Животно, куче. Праси. Кученце може да кажам затоа што куче, конј, Зајак. Загари. сите животни. Куче. 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 Зајак. Волен Дојчин, зошто викате како Тарзан? Абе, срце ме боли кога гледам како правиме мајмуни од себе. Чекај, видам. Гледам на интернет сега, американскиот председател облекол волнени гаќи и гунче. Чекај, ставили шубара на гла. Чекај, па сели кавал. Чекај да ги пребрам. Сели и овци, па ги пуштил пред белана куќа на пасење. Чекај да сумирам малку нешто. Па свири песни македонски. А оние него и не па фатиле оро околу него, па играат, мислиш, на земја, не газат. Абе, оровотка им е она црнкињана, кондуриза. А по неа па ред ми се редат сите арслани. Секретари, генерали, конгресмени, бетмени, сенатори, сератори, разузнавачи, асли мустакли. Абре, и Шуто и Рогато разбра дека ние македонците сме постари од амебите и дека се од нас започнало, само ние македонците уште ништо не разбираме.
чекай да отворам пак да видам. Буш им пратил на нашиве молба за присоединување на САД со Македонија. А слушај се нашиве што му вратиле. Ептен не изнасмеа и не урасположи другар Буш, ама не се мајта без нас македонците. Греота сме биле. Дай та флипер од овде, доста ти беше. Што се овие кориви од банана овде? Хајде му го санама, бич! Режија, дај друг пациент. Продолжуваме понатаму. Ќе го фрлам, што ќе правам? Да не си изгорам? Па ќе го изедам и него. Што да му правам сега? Ќе го оставам да се оди. Ќе го фрлам. Не, обично, вака, не сум... Немам врска на тоа. Па ќе го фатам. Зашто да не? Ќе земам сол, ќе го излюпам и ќе го изедам. Ќе се олади, па ќе го јадам. Ќе го фрлам. Ќе го чекам да се излади. Ќе го фрлам, жежок не се држи. Силјане, па што има ново ни светов? Се бара македонец повеќе. Како тоа мислиш? Штом грците бацка е обелоденија причината за своите кошмари, тоа дека оној заеднички предок на човекот и мајмунот за кој зборувал Дарвин е всушност Homo Macedonicus sapiens бацка, абе преплавен сум од барање на претежно млади дами од светов да сум им пратил македонци за расплод. Чекај, тука се направи бацка еден список, еве имам, како например Александар Маленко, Јанко, Предраг Павловски, Владимир Индровски Љац, Бранко Ѓурчев звани Зегин и нормално бацка со загарантирана дискреција. На граничниот премин Богородица и лјадници гркињи бачка чекаат на ред за влез во Македонија. И сите желни да зачнеле со нашинци бацка. Гага секс. Ова гласно кажам. А може и тоа да се каже. Може и јас? Ич не прашуј, веќе си на список. Па кој е куферот и по мене? Бацка, само да знаеш, ке ми треба машки да се издржи. Зашто ќе обслужувате по неколку дами одеднаш? Да, нема проблем. И така, македонки бе малце тешко да ваде нојове. Вака како тебе деплирана. Тоа не знам. Да ви кажам. Не депилиран. Мазни повеќе. Депилирани. Не сум размислувал. Не, обично, вака, не сум... Немам врска на тоа. Влакнести. Депилирани. Депилиран. Депилирани. Нагло е рипната бацка побарувачката на македонци во светов и нормално мора да се искористи, но и добро да се наплати. Ајде, што чекаме? Ајде, одиме! Режија, вестиве уште траат, Ај, некој да одјави? Оди, синко мој, оди, множи се по светот. Посего семето свое кај стигнеш, за да имаме богат род. Оди,
Не чини дамите по светот да те чекаат. Јас ќе дадам одјава. По временската прогноза. Фала, Миличко Перон, фала. Ех, млади. Младост, лудост. Кога јас бев млад бог, сите божици нема дерман од мене. Море, дерман, море. Зашто дојдов ја тука? Времето. Што да ви кажам за времето, кога се си знаете? Дерман. Повеќе од сигурно е дека во светот ќе има поплави од сперматозоиди. Ама тоа не треба никој да го загрижува, зашто сперматозоидите ќе бидат со македонско државјанство. Миролюбиви, ама плодни. И немој некој да не отишол да оплодува. А сега, гаките доле, паѓајте авионот и право на парење. Тоа е се за денес. Јас сум богот Перун, а вие го гледавте времето денес на телевизија. Довидување и пријатно.